Секоја секунда во источниот регион се трошат по 1000, а се губат по 500 литри вода за пиење. Во просек, загубите на вода по општини се движат од 50 до 60%. Еден од поголемите проблеми на јавното предпријатие е токму загубата на вода. Значи во претходните години загубата на вода се движеше околу 62 до 63%. Денес, значи, со заклучно со фактурираните сметки за 10 месец, успеале загубата да ја сведеме на ниво на 59,8% за текот на 2014 година. Пресметана во средна цена, овие 500 литри вода дневно, јавните предпријатија во регионот ги чинат по 3000 евра загуба, која нема кој да ја плати, освен граѓаните да се бркнат подлабоко во джеп. Од тука на нив водата им е се поскапа. Скап, да, многу е. Со струјата заедно, иста цена скоро со струјата и е скап. Скап е како не е скап. Ја плакаше кристина вода, се плака 500 вода. Не ми е ни ефтина да е, ама ако би се намалила нема да е лошо. Што треба да се направи е норните загуби да се намалат. Останување на дефектите во водоводната мрежа, но и секако треба замена на поцинкованите цевки кои што ги има. Водомените шахти треба да бидат поставени на границата на парцелата, бидејќи на тој начин ќе се елиминира и проблемот со дивите приклучоци. Своевиден исклучок кога во прашање е загубата на вода е Виница, каде се губат 37% од водата. Прво се изврши реконструкција на дел од водоводната мрежа во градот Виница, каде што имавме проблеми со застарената водоводна инсталација. Понатаму имавме реконструкција на неколку вентили или затварачи во неколку шахти, замена на пумпите кои што не служат како резерва за вадење на вода од нашите бунари. Во источниот регион има околу 50.000 семејства кои месечно за вода плаќаат 650.000 евра. Доколку загубата се намали на половина, тоа значи дека водата ќе биде поевтина за најмалку 30%. Вака парите не одат некаде низ гнилата водоводна мрежа и преостанува само нејзино домаќинско трошење.